Законот за високо образование е веќе објавен на ЕНЕР. Со него Министерството за образование тврди дека ќе се постигне повисок квалитет и ќе се трасира патот за враќање на нашите високообразовни институции на Шангајската листа. Во тема на денот вечерва прашуваме двајца студентски лидери. Какви се нивните очекувања од овој закон и што навистина им е потребно на студентите? Гледаме разговор на Мирјана Давидовска со поранешниот председател на студентското собрание при УКИМ Александар Николовски. Александар, како доскорошен лидер на Универзитетското студентско собрание, веќе го имаме објавено предлог текстот за високото образование, за законот за високо образование. Дали е во согласност со она што го баравте и што е содржано во студентскиот манифест? Како дел од работната група за измени на законот за високо образование, можам да кажам дека дел од клучните барања на Националното студентско тело и Универзитетските студентски собрания се инкорпорирани во рамки на новите измени на законот, особено во делот на квалитетот за високо образование, подигнување на квалитетот, во делот на евалуација и кратење на големиот број на студентски програми, со тој намалување на бројот на факултети и универзитети во државата, унапредените права за избор на демонстратори, давање на приоритет на најдобрите студенти при нови вработување на универзитетите, унапредените критериуми за избор на звања на професорите, дополнително регулираните професии како што се медицина, право, стоматологија да се изучуваат само на јавните универзитети и продолжените мандати на студентските представници од 1 на 2 години, бидејќи навистина беа кратки мандатите додека се профункционира самото студентско организирање и организацијата на ниво на универзитет. Од друга страна, една од клучните цели за кои се залагавме е инкорпорација на Националното студентско тело во рамки на новиот закон. Тоа се уште не е ставено во новите измени, бидејќи со него едноставно се постигнува унифицирање на сите УСС на ниво на држава и со тоа ќе можеме да бидеме дел од Европската студентска унија на ниво на Европа. Имавме ние состанок со министриката за образование и наука, повторно ќе ги поднесеме тие предлози до ЕНЕР и се надеваме дека ќе бидат дел од новиот закон за високо образование. Дополнително исто така не е инкорпориран предлогот на Националното студентско тело за воведување на бесплатно високо образование за сите студенти во државата како клучна цел на студентскиот манифест. Во делот на студентскиот стандард, тој е дел од законот за студентски стандард, кој што треба да биде донесен по законот за високо образование, кој што преку него ќе се донесат преку клучни измени, ќе се унапреди студентскиот стандард, за кој што сметаме дека исто така треба да биде што побрзо донесен. Во рамки на процесот на подготовка на измени на законов за високо образование беа вклучени голем број чинители, но сметам дека Министерството за образование и наука треба и понатаму отворено и фокусирано да ги разгледува предлозите што ќе пристигнуваат во наредниот период и најквалитетните од нив да ги инкорпорира. Така да во делот исто така на дигитализација и интернационализација се направени одредени чекори, но сметам дека по носење на законот стратешки треба да се фокусира Министерството заедно со универзитетите за подобрување на условите за интернационализација, привлекување на поголем број на странски студенти, но и во делот на автономијата на универзитетите. Да, дали новиот закон навистина зголемува автономијата на студентите или го изложува универзитетот на некој начин на поголем политички мониторинг? Во делот на автономија на студентите и на студентското организирање можам да кажам дека нема големи измени во рамки на функционирањето, освен неинкорпорацијата на Националното студентско тело, за кое што ќе поднесеме повторни измени да биде инкорпорирано, но во делот на автономијата на универзитетите, во делот на кадровска и финансиска автономија, сметам дека треба да се направат одредени олеснувања за автономијата, бидејќи во моментов универзитетите и факултетите не можат нормално да функционираат, посебно поради недостиг на клучен кадар во одредени сектори, а исто така и финансиското работење до некаде и контролирано од страна на Министерството за образование и Министерството за финансии. Кои се главните забелешки, има ли одредби кои не беа со вас консултирани, а сепак се вметнати во овој предлог текст? Можам да кажам дека добро е што студентите беа вклучени во рамки на измените на законот и преку интеруниверзитетската конференција и преку Националното координативно тело за реформи во високото образование и на состаноците кои што се одвиваа минатата година, нашите ставови беа јасно пренесени и сето тоа што е ставено во законот е
исконсултирано со нас како представници. Она што недостасува, кажав, тоа е националното студентско тело и размислување за воведување на нов концепт за финансирање на високото образование, односно воведување на бесплатно високо образование, кој што не би бил огромен трошок за државата, а сепак ќе обезбеди социјална правда за младите. Александар, ти благодарам за овој разговор. Фала ви на вас. Тоа беше Александар Николовски, поранешен председател на студентското собрание. Со мене во студиото Блинди Ходај, председател на Форумот за образовни промени. Добро вечер, благодарам што сте. Добро вечер, фала за поканата. Го поздравивте објавувањето на законот, неговото креирање. Која е вашата генерална оценка? Потребна ли е воопшто промена? Треба ли да имаме ново законско решение за високото образование? Мислам дека време беше да се отвори дебатата и дискусијата за нов закон за високото образование, поради тоа што знаеме дека во изминатите години имаме назадување на квалитетот, постојано назадување на квалитетот на високото образование. Имаме хиперпродукција на професори, веќе не знаеме кој не станал професор во нашата држава. И токму заради овие две клучни причини беше битно и е важно да се отвори темата и дискусијата за новиот закон за високото образование. Иако ние како Форум за образовни промени сметаме дека за жал законот е така поставено што не е рамноправен за сите и е многу недемократски направено заради тоа што една недела по објавувањето на законот во ЕНЕР уште не знаеме кои професори беа во креирањето на предлог законот за високото образование и требаше. Вие како студенти не бевте вклучени? Не. Впечаток дека имало вклученост на студенти. Не бевме воопшто вклучени во делот на креирањето на законот. Ние како Форум за образовни промени сме пратиле предлог амандмани во септември 2024 на еден состанок со министерката Јаневска, но ниту еден од тие амандмани не се вклучени во законот. Да повторам уште еднаш, ова на нас не личи како една конклава на доживотни професори се собирале за да го направат еден предлог закон на каде тие ќе бидат привилегирани пред сите други актери на високото образование во земјата. Добра, законот воведува обврска од повеќе научни трудови, објавувања во списанија со импакт фактор. Зошто тоа не е, еве вие велите ќе создаде вечни професори, нели тоа е некој механизам да го подигнеме нивото на високообразовниот кадар, да ја зголемиме нивната продуктивност и да има подобра селекција, за да не биде како што велите, не знам кој не стана професор, веројатно некој не сакаш. Да. Пред да го одговарам тоа, за да не биде дека само критикуваме, ние го поздравивме предлог закон за тоа што има многу добри и позитивни решења во истата. Првото што мора да го потенцираме што веќе на некој начин се одредува што е јавен интерес за државата и дека само јавните универзитети може да имаат одредени факултети како што е медицински факултет, правен факултет, архитектура, градежен, што се многу битни за едината на државата. Ова е многу еден добар исчекор што го имат направено во предлог законот. И второто што за нас е пребитно е тоа што веќе Агенцијата за квалитет во високото образование не е вклучено во законот за високо образование и се во некоја процедура за креирање на нов закон, а ова е многу битно заради тоа што Европската асоциација за квалитет во високото образование вика дека мора да има посебен закон за агенцијата и мора тоа да биде независно од сите други чинители. За жал, само ова пред да ви одговорам на тоа, моментално председател на Агенцијата за квалитет во високото образование е професорката Христина Серафимовска, што цело време на пример е професорка што повеќе седи во партискиот штаб, од што треба стварно да се занимава со науката. Нас не е битно да имаме професори што се занимаваат со науката, не со професори кои се портпароли на одредени политички партии, исто така професори што или се во митизи или во партиските штабови. Ова е битно и се надевам дека во новиот предлог закон не е нетипично универзитетските професори се бават и со политика. Мислам, не е ниту забрането, не е ниту нешто чудно. Професорите нека се занимаваат, но луѓе што се во делот каде што треба да се акредитираат студиски програми, факултети и универзитети не смеат да се дел на политичките партии
партии, кога знаеме дека има политички партии што одредени луѓе имаат други интереси во одредени факултети што може на некој начин да се привилегираат. Ајде во делот на квалитетот на тој високо образован кадар, дали ова нема навистина да е подобри селекцијата? Нема да ја подобри за тоа што кажав во почеток дека предлог законот изгледа дека ги привилегира една група на професори, а тоа се доживотните професори. Според академската структура на университетите 2024 и 2025, 57% од академската структура се редовни професори. Со предлог законот вика дека ако утре ќе стане во сила законот, тие воопшто немаат, ќе бидат исклучени од целиот предлог закон, што значи дека нели ова за реизбор на 7 години. На 7 години нема да важат за 57% на професорите. И ова може да се толкува на две важни начини. Првата причина зашто е ова така е за тоа што ние сме сигурни, тоа го исажуваме, но денеска не можеме да ви даваме бројка, но знаеме дека повеќе од половина од доживотните професори што ги имаме сега, не ги исполнуваат условите што сега ги има новиот предлог закон. И второ е некоја тентатива да се заќутат редовните професори за да не зборуваат против овој закон, за тоа што знаат дека ќе станат доживотни професори со овој закон и некој не може да ги чепка и да им каже зашто вие сте многу замрзливи, не сакате да правите наука. И ова може да го потврдите. Имаше поминатото такви реакции дека колку реакции имаше изминатите денови и изминатата недела за од страна на редовни професори, доживотни професори во однос на темата на критериуми. Немаше, изостана. Немаше, затоа што тие ќе бидат воопшто нема да бидат чепкани во делот на унапредувањето или во делот на реизборот на. Чи практично ние ќе поставиме повисоки критериуми за идните професори, но нема да ги имаме истите очекувања од постоечките. Да, значи како ќе биде ова е, ако вие утре сакате да станете доцент, вие треба да имате поголеми критериуми и повеќе научна влијателност, повеќе од твојот ментор што ќе го имате, за тоа што сигурно вашиот ментор ќе биде некој што воопшто не објавува и не знае ниту на англиски за да објавува на англиски и ќе се очекува од вас за да имате ментор некој што има помалку квалитет од вас, вие да поставувате поголем квалитет за да станете доцент. За тоа кажав, ова е една предлог закон направен од конклавата на доживотните професори, само за тие да не бидат чепкани од ова, а другите да може да ги поминат сите овие устови што се поставени и што за некој од тие, например, H-индексот нема воопшто логика да стои во истиот предлог закон. Видов во вашите забелешки, амандмани, како што велите на ова предлог решение, дека реагирате на одредбата со која владата дава претходно позитивно мислење за статутите на универзитетите. Ова го толкувате како обид за мешање во автономноста? Зошто е спорно, бидејќи на крајот повторно одлуката собранието е предвидено да ја носи, односно финалната одлука одобрувањето? Така, ја не знам дали постои во некоја земја, освен во тие што се автократски, владата да дава прво позитивно мислење, па потоа собранието да ја усвои статутот на еден универзитет. Се знае, има устав, имаме поделба на власт, знаеме што е законодавно, знаеме што е извршната власт, знаеме дека извршната власт е избрана од страна на законодавното и не можете да имаме извршна власт да има повеќе ингеренции од законодавната власт и да каже на законодавната, видете, имаме и ние предлог статут на Университетот Свети Кирил и Методи, пред вие да го усвоите, собранието е усвојувач на универзитетите. Така, затоа што е основач. Да, основач на универзитетите. И сега владата ќе му каже на собранието, на тие што го избра владата, дека чекајте, ние ќе даваме прво позитивно мислење, па потоа вие ќе можете да ја усвоите предлог статутот. За ова нема воопшто логика и ова е на некој начин
нарушување на автономијата на самите универзитети, но за жал веќе никој од универзитетите не реагирале за овој дел што е еклатантно мешање во автономијата на управување со универзитети. Ништо што мене ми фати око, тоа е оној дел од законот кој предвидува укинување на студиски програми, доколку за нив има само 2-3 студенти, практично ако нема интерес. Но ние се соочуваме со недостаток на кадар во одредени области, тоа области кои што стратешки се значајни за државата. Например, македонистика, рече се никој не студира. Дел од природните науки, особено во креирањето на наставен кадар потоа во основните и во средните училишта, училиштата не можат да вработат наставник по многу предмети затоа што не се создава доволно кадар. Зарем ќе ги укинеме овие наставни програми затоа што нема никој интерес. Дали не сметавте дека можеби е добро да се поттикне стипендирање напротив и креирање на кадар дури и кога не постои голем интерес и не се сметаат за никои професии потоа кои ќе бидат доходовни или кои ќе бидат просперитетни, но се значајни за нас? Не може да се покрене квалитетот во високото образование со укинување само. Значи, треба да има одредена стратегија како да се постави во однос на одредени области. Во делот на тоа што студиските програми со помал број на студенти да се укинуваат, немат воопшто логика. Зошто? Заради тоа што државата знае и е свесен, Министерството за образование и наука, кои се тие студиски програми што државата има дефицит. Тие се физика, географија, другите што вие ги спомнавте, македонистиката, јазиците и понатаму, и овие се исклучителни важни. Фактот што нема доволен број на студенти што се запишуваат е поради тоа што нема перспектива во однос на тоа што може да направат во развиени држави, во физика, во географија идат по над 500, над 1000 луѓе да студираат таму, заради тоа што државата одвојува пари за науката, за истото да се направи. Вие не можете да влезете во некој ресторан што минимум нешто во мени ви е 100 евра, да влезете со 10 евра. Не можете да направите така науката. И е многу битно, државите во Европска унија, например Франција и Германија, го имаат тој начин на менаџирање со делот на студиските програми што имаат мал број на студенти, особено за Македонија што е мала земја, да се спојуваат студиските програми од повеќе факултети заради тоа што на тој начин и ќе има повеќе студенти во еден конкретен универзитет, но исто така и квалитетот на академскиот кадар ќе биде повисок заради тоа што ќе има од другите универзитети исто така во тоа. На тој начин може да се менаџира делот на дефицитарните студиски програми. Укинувањето нема смисла, заради тоа што, например, еве да го земеме македонистиката како студиска програма во филолошки факултет има по 2, 3, 4 студенти. Ако државата моментално има ризик од страна на Бугарија за негирање на македонскиот јазик, и ако вие го укинувате македонистиката, тоа значи дека и вие го поддржувате идејата што го има соседната држава за негување на македонскиот јазик, затоа што самите го негуваме македонскиот јазик како таков. И затоа нема смисла. Мислам дека министерката имаше лапсус во незината обраќање во делот на укинување на студиските програми, затоа што е многу битно да има една стратегија за спојување, а не укинување на истите. За крај, имаат ли студентите глас и дали овој закон ќе го подобри студентското учество во носењето на одлуките? Самиот факт што воопшто студентите не беа вклучени во креирањето на предлог законот е индикатор дека воопшто не се приоритет студентите и предлог законот не е направено за да бенефицират студентите. Во законските одредби воопшто нема спомнато за националното студентско тело, што е во национално ниво стружување на сите универзитетски студентски собрања. Ова заедно со универзитетските студентски собрања и со организацијата што го води
додам, сме се потрудиле цело време да го ставим, затоа што е многу важно сите студенти да бидат здружени во национално ниво во однос на нивните барања и потреби. Самиот за факт што не студентите е се важно. Самиот факт што не се вклучени значи дека државата не сака да ги гледа студентите обединувани во една структура, заради тоа што можеби тоа представува закана за нивните фотели. Бленди Ходај, ви благодарам многу за анализата во овој дневник. Фала за поканата уште еднаш.